Расте бројот на сомнителни случаи на туберкулоза. Тестовите во Институтот за ТБЦ и детската болница во Козле треба да покажат дали уште 15 на деца и 30 на возрастни ја имаат болеста. Зошто заразата која беше карактеристична за минатиот век е актуелна и денес и дали сиромаштијата е главниот виновник за незиното ширење? Според докторите, туберкулозата е болест на сиромашните. Најприсутна е онаму каде што социоекономските услови се најлоши, кај групата на граѓани кои се најизложени на нехигиена и неухранетост. Лошо е што во Македонија се сметаше веќе одамна дека е ерадицирана болеста, меѓутоа еве повторно се јавува и тоа за жал кај детската популација. Да се надеваме дека овој број ќе биде многу мал, дека ќе биде успешно и на време откриен како и излекуван. Според лекарите, туберкулозата е опасна и здравството треба сериозно да го свати предизвикот, особено да се стави акцент на вакцинацијата. Можеби ќе треба малку да се зголеми надзорот на медицинските лица во делот на децата кои што се вакцинираат и покрај тоа што кај нас е законска обврска да бесежирањето се врши непосредно после раѓање, сепак треба да се зголеми бројот на луѓето кои што работат во овој сегмент на превенција, за да се види дали сите деца се вакцинирани и ревакцинирани на време. Инаку пред 20 на дена на детска клиника почина 9-месечно бебе со туберкулоза кое беше на механичка вентилација. За овој случај се крена прашина во јавноста бидејќи имало 9 месеци, а тежало само 3 килограми, но надлежните констатираа дека не потекнувало од социјално семејство.